предмет македонски јазик. Оделение прво, наставна содржина, правила на однесување во училница, наставник Виолета Петковска, техничка поддршка Виолета Петковска, директор Соња Спасеска, Основно училиште Кочо Рацин Охрид. Преку оваа наставна содржина ќе ги реализираме следните наставни цели. Запознавање со правила на однесување во училница. Секојдневно применување на правилата на однесување во училница. Развивање свест за почитување, меѓусебно почитување и почитување на правилата, редот, дисциплината и одржување на хигиената во училницата. Во една активност да ги разгледаме сликите заедно. На сликите гледаме две другарчиња кои што одат фатени за рака во училиште. Две другарчиња кои што се играт. Две другарчиња што брза на училиште и едно девојче кое што брза точно да стигне на училиште. На наредниве слики гледаме како се однесувало првото дете. Првото дете ја турнало корпата и отпадокот се расфрлал во околината. На втората слика гледаме детето го фрла отпадокот во корпата за отпадоци. Сега, на следниот линк, да ги разгледаме правилата на однесување во алатката Вакелет или може и на кодот од телефон. Ние сега преку линкот ќе влезиме во алатката Вакелет, каде што ќе ги погледнеме правилата на однесување, а исто така ќе ве запознам со текстот правила на однесување во училница. Ево е сликата со детето што расфрла отпадоци и детето што уредно го фрла отпадокот. Правила на однесување во училница. Учениците од прво оделение се договараат за правилата на однесување во училница. Даре предложи: јас сакам да ме слушате кога ќе зборувам. И јас сакам, се слушаа гласови, па предлогот беше прифатен. Даре, кога ќе зборувам јас, ти исто така треба да ме слушаш, рече Тања. Се разбира, се согласија другите. Елена рече дека не е пристојно да се чепка во туѓо ранче и да се зема молив без прашање. Сите се согласија со тоа правило. Бојан кажа дека не сака да биде исмејуван од другите. Марио предложи сите да внимаваат и да им биде чиста училницата. Ѓубрето се фрла во корпа отпад, рече тој. Смислија и нацртаа многу правила. Во дадениот текст, сега што јас ви го прочитав, видовме неколку правила. Понатаму, тие правила на однесување се следни. Во училиштето доаѓај редовно на време. Биди пример со твоето пристојно и удобно облекување. Води грижа за својата лична хигиена. Води грижа за хигиената во училишните простории и училишниот двор. Отпадоците фрлај ги во корпа. Чувај го училишниот имот, за направената штета ќе бидеш одговорен. Подгответе ја училницата за час, а по завршување на часот, училницата оставете ја уредна, без отпадоци и проверете дали сте заборавиле нешто. Разубавете ја училницата,
Направете пријатен амбиент за учење. Биди подготвен, внимателен и активен на часовите. Секогаш, кога нешто не ти е јасно, праше го наставникот. Барај да бидеш јавно оценет и секогаш да го знаеш резултатот од својот труд. Сослушувај, кажи го своето и почитувај го мислењето на другиот. Биди искрен и добар другар. Помогни му секогаш кога е во неволја. Времето што го поминуваш во училиште, нека ти биде исполнето со многу нови сознанија и убаво другарување. Твоето мислење и твоите предлози остави ги во сандачето за предлози и забелешки. Се надевам дека ви се допадна и текстот, исто и правилата што сега ве запознав и ви ги прочитав. За домашна работа обидете се да нацртате неколку од правилата. Ви благодарам за вниманието.